Одреди дали редот конвергира или дивергира. Под А го имаме следниот ред. За решавање на задачата под А ќе го искористиме критериумот на Даламбер. Ќе го пресметаме следниот параметар ρ, кој што е еднаков на лимес од УК плюс 1 врз УК, која К тежи кон плюс бесконечност. Да видиме што се добро. Ро е еднакво на лимес, го применуваме на оваа формула за овај ред. УК плюс 1 е еднакво на К плюс 1 факторијал врз К плюс 1 сето на трета врз УК е К факторијал врз К на трета. УК е општиот член на редата, да напоменеме. К тежи кон плюс бесконечност. Ја средуваме оваа дробка, имаме лимес од К на трета по К плюс 1 факторијал, ги множиме на дворешен со надворешен, натрешен со натрешен член. Значи, забројител е производот од надворешните членови, додека именител на оваа дробка е производот на натрешните членови. Односно, К плюс 1 на трета по К факторија. К тежи кон плюс бесконечност. Имаме лимес од, се ова малце ќе го запишам поинако. К на трета ќе го препишам, К плюс 1 факторијал е еднакво на К факторијал по К плюс 1, К факторијал по К плюс 1 е К плюс 1 факторијал. Долу изразот го препишувам, К плюс 1 на трета, тука имаме К факторијал, К тежи кон плюс бесконечност. К факторијал со К факторијал се кратат, К плюс 1 од бројителот се крати со 1, К плюс 1 од бременителот и тука наместо на степен 3 ќе имаме на степен 2. Ајде малце појасно тоа да го запишеме. Тоа е еднакво на лимес К тежи кон плюс бесконечност се добива К на трета врз К плюс 1 на квадрат. Пак имаме полином врз полином и К ни тежи кон плюс бесконечност. Долу степенот е 2 и ќе би... Ајде, уште еден ред ќе запишам. Лимес К на трета, К на квадрат плюс 2К плюс 1. Ако го степенувам овој бином тука на квадрат, имам К тежи кон плюс бесконечност. Имаме полином врз полином. Степенот, највисокиот степен на полиномот горе е 3, највисокиот степен на полиномот долу е 2, па така ова е еднакво на плюс бесконечност. Накратко да се подсетиме на тестот на Даламбер. Најпрво, тој се применува кај редови со позитивни членови. Дали тука имаме ред со позитивен член? Да, К факторијал е позитивен број, значи К секогаш позитивно. К на трета е позитивно бројче, значи К е позитивно, па така овај количник тука секогаш ќе биде позитивен. Значи, така на трета е ред со позитивни членови. Доколку за ро добиеме вредност помала од 1, тогаш редот дивергира. А доколку за ро добиеме вредност поголема од 1, или ро е еднакво на плюс бесконечност, тогаш редот дивергира. Што добивме во овој случај? Добивме дека ро е еднакво на плюс бесконечност. Па може да кажеме дека овој ред тука според тестот на Даламбер дивергира. Значи, ро е еднакво на плюс бесконечност, следува редот со општ член К факторијал врз К на трета, К се ближи од 1 на плюс бесконечност, дивергира. Продолжуваме со решението на задачата под Б. За да испитаме конвергенцијата на
редот даден под Б, ќе го искористиме критериумот на Коши. Најпрво, кога го применуваме тој тест, односно тестот на Коши или критериумот на Коши, ја пресметуваме следната вредност за ро. Ро е еднакво на лимес од кати корен од општиот член на дадениот ред, кога к тежи кон плюс бесконечност. Во овој случај за вредноста на ро се добива лимес од кати корен од општиот член на овој ред, а тоа е кати корен од к врз 100 на степен к. Општиот член на овој ред е к врз 100 на степен к. Се разбира, пресметуваме лимес за к тежи кон плюс бесконечност, кога к тежи кон плюс бесконечност. За вредноста на ро се добива лимес, кати корен со овој степен ќе се скратат, па ќе остане само лимес од к врз 100, кога к тежи кон плюс бесконечност. Овој лимес е еднаков на плюс бесконечност. Како и кај критериумот на Даламбер, пак го употребуваме ова што го објаснавме тука. Доколку за ро добиеме бројче помало од 1, тогаш редот дивергира. Доколку за ро добиеме бројче поголемо од 1 или за ро добиеме вредност плюс бесконечност, тогаш редот дивергира. Па така, бидејќи ро е еднакво на плюс бесконечност, може да кажеме дека редот под Б дивергира. Од ро е еднакво на плюс бесконечност, следува редот со општ член к врз 100 на степен к, кога к се движи од 1 до плюс бесконечност, дивергира. Со тоа, определивме дека редот под Б дивергира. Уште нешто има кое важи за двата теста, кои што ги употребивме во оваа задача. А тоа е, што се случува кога ро е еднакво на 1. Видовме што се случува кога ро е помало од 1, кога ро е поголемо од 1 и кога ро е плюс бесконечност. Ако добиеме за ро единица, тогаш тестот не дава одговор. Ако вредноста на ро е 1, тогаш тестот не дава одговор и не може да кажеме за редот ниту дека дивергира, ниту дека конвергира. Што се случува во ваков случај? Ке треба да се примени некој друг тест или поинаку некако да се испита конвергенцијата на редот. Ова важи и за двата теста. И за тестот на Даламбер, и за тестот на Коши. Односно, и за критериумот на Коши, и за критериумот на Даламбер.